Придобивките од имањето куче. Кучето нуди безусловна љубов и поддршка, внесувајќи позитивни промени во здравието и секојдневната рутина на сопственикот. Психичко здравје и мир. Повисока самодоверба, миленикот го засилува чувството на лична вредност и припадност, особено по стресни ситуации или емотивни разочарувања. Помалку стрес, докажано е дека мазењето куче ја намалува анксиозноста. Поради ова, Универзитетот Харвард чува кучиња за подобрување на атмосферата кај вработените. Движење и развој на одговорност. Повеќе активност, сопствениците се физички поактивни бидејќи пешачат најмалку 2 пати дневно, а истражувањата потврдуваат дека тие и поредовно вежбаат. Детска одговорност. Децата кои се грижат за куче развиваат емпатија, лесно остваруваат социјални односи и подобро се вклопуваат во заедницата. Животна структура. Обврските околу хранењето и ветеринарните прегледи носат јасен распоред во денот и чувство на цел. Заклучок. Грижата за куче е одлична одлука бидејќи директно го подобрува менталниот баланс, физичката кондиција и социјалните навики кај целото семејство. Како да се зема магнезиум? Ефектот на магнезиумот зависи од неговата форма, а не од времето на земање. Тој учествува во над 300 процеси во организмот. Употреба според видот и времето. Глицинат, навечер, дејствува смирувачки, го подобрува сонот преку зголемување на мелатонинот и ги обновува мускулите. Малат, наутро попладне, го победува дневниот замор, дава клеточна енергија и го подобрува фокусот. Цитрат, наутро или навечер, ја поддржува мускулната функција и помага при запек. Здравствени придобивки и дозирање. Ефекти. Го зајакнува имунитетот, го намалува стресот, ги штити коските и ги намалува мигрените до 42%. Днес се наоѓа во спанаќ, авокадо и јаткасти плодови. Препорачаната дневна доза за жени е 270 мг. Заклучок. Изберете ја формата според вашите цели, малат наутро за енергија, а глицинат навечер за релаксација.